Законот за пушење во жижа на интерес во јавноста. Ќе биде ли утре ригорозен или можеби ќе има отстапки? Помина една година од примена на законот за нефер трговски практики. Кои се резултатите и ќе има ли повисоки казни за трговците? Дали конечно ќе го добиеме новиот закон за работни односи? Што ќе содржи оперативниот план за вработување? Одговорите на овие важни економски теми ги дава заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Гледајте ме. Да, како што најавив веќе, ќе зборуваме со заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Добре дојдовте. Добре најдов, господине Теменугов, и ми е задоволство што учествувам на вашата емисија, подкаст. Да, долго време се договараме, сега има зашто сериозно да зборувате година дена, веќе имате големи активности, иако година и пол е владата скоро, уште малце 2 години ќе направи, година и пол вкупно, ќе направи 2 години во јуни, но 2025 може да се каже спротивно на оние очекувања дека со одземањето на неколку ресори на Министерство за економија вие ќе бидете некако во втор план, сепак бевте во 25-та прилично во преден план. Пред се зборуваме тука за законот за нефер трговски практики, за поведението на маркетите, но исто така има сега денеска сте овие денови сте многу актуелни со законот за пушење, кој што не е во ваша надлежност, но допира сектори кои што се побунија против тој ригорозен закон. Посебно пушачите ги допира. Така и угостителите имаат многу големи забелешки, но да не забораваме дека ние сме и производители на тутун, ние субвенционираме производство на тутун, па малце имаме, ајде да кажеме, од една страна даваме пари за тутунот, од друга страна го забрануваме употреба на секој ниво у суштина во јавните институции. Имаше реакции до вас, до како министерство, да извршите притисок на Министерството за здравство, од каде што произлегува овој закон, да не биде толку ригорозен, односно да се најде некакви олеснителни околности за дел од угостителите кои што би требало да исполнат некои услови за да може во одредени простории да се пуши. Што одговорот во овој момент ќе биде ригорозен или нема да биде ригорозен законот? Па добро, вака малку еден вовед да дадам пред да одговорам на вашето прашање. Министерството за економија, сега економија и труд, навистина доживеа големи трансформации во 2025 година. Знаете, со новите по зороду дел од ингеренциите замина во одредени министерства, како што беше надворешната трговија во Министерство за надворешни, енергетика која бил еден од главните сектори и минерални суровини во Министерството за енергетика, меѓутоа дојде трудот. И многу луѓе се прашуваат каде се економија и труд, да се направи симбиоза во тоа министерство. Ја мислам дека гледате цело време еден период прединачат темите на труд, другиот период прединачат темите на економија. И тоа се надополнува како претурање на вода од една во друга чаша, односно сакам да кажам дека навистина економијата и трудот одат заедно и ова министерство по она сега што го има, и вклучувајќи се и законот за финансиски поддршка на предпријатијата за финансирање во однос на инвестиции. Ние стануваме министерство кое води главни стратегии, носи закони, се во однос на развој на економијата, меѓутоа и во областа на трудот, подобрување на квалитетот на работниците во средината каде што работат, односно во фирмите, дали тоа е јавниот или приватниот сектор. Конкретно за вашето прашање, закон за пушење е закон на Министерството за здравство и искрено да кажам дека во периодот додека е работен тој закон, ние немавме нити побарано од нас беше, нити имавме номинирано член во таа работна група во донесувањето на тој закон. Законот го видовме од ЕНЕР, прикачувањето на ЕНЕР, знаете, на влада, и од она што го видовме од законот дадовме и некои наши сугестии и забелешки кои се стигнати.
и мислам дека ќе бидат разгледани, меѓутоа исто така дојде и голема реакција од страна на угостителите. Ние, иако не е законот во наша надлежност, меѓутоа угостителството пак е во наша надлежност како гранка. И тука треба да се грижиме и околу и одржувањето економската состојба, бидејќи знаеме имаме повеќе десетици илјади угостителски објекти во државата која се значајна економска гранка во државата. Што би значило со насајното на овој закон, дали би влијаело на економската состојба во државата во однос на функционирањето на тие угостителски објекти и така натаму. Меѓутоа едно морам да напоменам дека овој закон, приоритет на закон е заштита на јавното здравје. И тоа не треба да забораваме, и тоа треба да биде приоритет на сите и прилагодување на законот за пушење на европската регулатива на овој закон и оние правила кои што постојат во однос на пушењето во европските држави, а знаеме дека се доста ригорозни. Имавме состанок, угостителите бараа состанок, одржавме состанок. Првиот состанок беше на ниво на државен секретар, ги прими господинот Јумни Адеми од Министерството, разговарано и да доставија барајна до нас, односно фазно имплементирање на законот. Барат да не биде наеднаш така, бидејќи законот, како што знам дека треба да почне да се применува од 1 март. Да, од 1 март. Сега доаѓаме, рековте, вие сте имале како Министерство забелешки, значи кога сте го виделе на ЕНР, вие имате забелешки, ваши изворни забелешки, но имате и угостителите. Може ли да ни кажете што вие имате забелешки, што сте забележувале на тој закон, а што точно угостителите барат? Рековте фазно, но фазите ќе поминат и генерално пак ќе дојде на ригиден закон каде што во ни една јавна просторија, вклучувајќи и во кафулиња каде што не се служи храна, не ќе смее да се пуши, кај што ќе биде на пример и оградена со пластеници и можност за вентилација, и таму нема да смее да се пуши. Едноставно сите што ќе пушат ќе мора да бидат надвор од објектите, односно само со една страна каде што ќе има заградено. Да, од 3 страни треба да е отворено, само една страна да е затворена. Што баравте вие? Слично беше и претходниот закон, меѓутоа немаше почитување на закон за пушење и го знаеме тоа сите. Меѓутоа ова е малку поригорозно. Ние побаравме што значи новиот закон за пушење, дали имаат направено анализа врз одразот на економската состојба во државата, односно полнењето на буџетот во државата по разни основи. Исто така стратешка култура е секако тутунот во државата. Тоа е нормално под Министерството за земјоделие, меѓутоа ние имаме тутуно производство, да не речам, тоа е една од главните земјоделски гранки во Македонија, субвенционирана од страна на државата и уште неколку други прашања, а додека пак во однос на она што бараа угостителите, тие бараа фазно спроведување. Да не влијае на нивната работа. Првата фаза беше информирање, да биде информативно-едукативна фаза, односно да бидат добро информирани за законот и тие и граѓаните и пушачите, односно категоријата пушачи. Исто така втората фаза беше да имплементирањето на овој закон биде од 12 до 36 месеци наредни и третата фаза комплетно имплементирање на законот таков каков што е, односно барат период на адаптирање на нивните објекти и поголема едукација и запознавање. Ги разгледавме тие барајна на угостителите. Ќе имаме наредни средби со угостителите, закажавме средби со стопанските комори во Македонија со ЗЕЛСИ општините, бидејќи тука ќе бидат погодени општините. Знаете дека издавање за користење на јавен простор летни бавчи, каде што беше дозволено пушење сега, се општините, меѓутоа и ресорното министерство, Министерството за здравство и другите институции од владата, и ќе донесеме заклучок дали ќе бидат прифатени сите овие сугестии, дали дел од министерствата, не е само на сугестии, има и од другите министерства одредени сугестии, дали ќе бидат прифатени во законот, доколку бидат, тогаш ќе разговараме понатаму како би ги имплементирале во тој закон тие сугестии. Доколку нема, тогаш ќе биде примена на овој закон, кој што, пак да повторам, главна цел е заштита на јавното здравје на граѓаните и прилагодување на европските регулативи во закон за пушење.
Ајде некој да сега ова е подкаст, значи не мораме да бидеме најегзактни, можеме да дадеме и пошироко толкување и мислење и лично мислење. Мислите ли дека ќе остане вака ригиден законот или има шанса да се попушти, бидејќи вие сте сепак дел од владата, вие сте дел и од најголемата владеачка Би рекол партија? шансите се 50-50. 50-50, видете, со секоја почит на пушачите, како категорија на луѓе, секој има свое право, лично право, дали да пуши цигар или не. Меѓутоа, пушењето, за разлика од други, да речам, пороци, е загрозување на општото здравје на сите кои се присутни на одреден простор. И тоа треба да го земеме во предвид и доколку е европска директива, треба да и почитуваме европските директиви, односно постепено прилагодување на државата на сите европски стандарди. Јас би дал еден пример. Порано, вака јас некогаш и наредно се изразувам во одредени мисли, вика во Македонија ако пушиш многу, вика пушите како Турчин, вика. Кога може Турција да воведе ригиден закон, значи Турција била пример за да речам за пушење цигари во однос на колку број од населението пуши цигари. Јас сметам дека и ние можеме да се прилагодиме. Се може да се прилагоди, знам дека и законот за пушење овој кој што го имаме, на почетокот кога почна, имаше големо почитување. Меѓутоа, после тоа дојде една политичка структура, гарнитура која многу не го почитуваше овој закон. Гледав некако пушат од канцелари, пушат од кабинети и така натаму, дава порака на граѓаните дека законот не треба да се почитува. Меѓутоа, јас сметам сепак дека здравјето на граѓаните треба да биде пред се. Тука, значи, нема компромис за тоа. Меѓутоа, ние сме кревка економија да внимаваме и на вториот дел, кој што вака граѓаните општо гледаме, да ни смета пушењето, меѓутоа колку тоа ќе смета ограничувањето за пушење во нормалното функционирање на угостителството, угостителските објекти кои ќе бидат погодени, а пак од друга страна колку тоа ќе влијае во полнењето на буџетот, да речеме од локалните самоуправи до централниот буџет. Да завршиме со уште на оваа тема, ќе ја заокружиме со уште едно прашање. Например, малце е посложено да се направи, да не биде толку ригиден, например може да се воведат, имаш и предлози така, например да се менува многу често воздухот во просторијата каде што се пуши, да не сме никако каде што има вентилациони системи, има стандарди, да не сме никако каде што се ручава, каде што се служи храна, значи да се пуши, тоа да биде апсолутно забрането, но каде што е например кафич каде што нема храна, да може да се пуши со добра вентилација, да се плаќаат поголеми лиценци, да бидат во друга категорија, например кај што ќе биде дозволено пушењето, едноставно да се направат некои измени на законот кои што ќе одат во користи на угостителите, но ќе биде ригорозно и дали има државата капацитет таков еден сложен закон да контролира? Па, главната контрола во глобала ќе биде државниот пазарен инспекторат. Тоа е пак под нас, под наша ингеренција. И тука треба да биде конкретен законот и лесно за контрола, бидејќи џабе правиме закон на хартија ако немаме контрола во пракса. Контролата ги прави законите да бидат применливи. Значи, со една добра контрола, една построга контрола, законот може да биде повеќе или помалку успешен. Тоа знаете, и затоа и едно од барањата на Европската унија изакнува на инспекцијските капацитети во државата, вклучувајќи го и државниот пазарен инспекторат. Меѓутоа, еве пак да напоменам, имаме една чудна ситуација во Македонија. Од она што се случуваше сега, јас бар 3 мандати бев градоначалник и знам како се одвиваше тој цел процес. Значи, да, луѓето вложуваат во угостителски објект. Меѓутоа, со забраната за пушење, тие мора да вложат во летни бавчи пред угостителскиот објект. Па таму се пушеше надвор. Понатаму се изменија некои правила, па ги затворија летните бавчи, направија објект на објект. Па тука беше дозволено пушење во цел објект и на тие објекти затворени, порано што биле летни бавчи, направија уште едни летни бавчи. Тоа некако оди во недоглед цело време, значи се адаптираат на ново настанатата ситуација. Ја ги разбирам, може би му паѓа прометот и така натаму. Меѓутоа, кога ќе има точно напишани правила, кога ќе има добро концепиран закон со правила на игра и со јака контрола, ја мислам дека сите ќе го почитуваат. И тоа не значи дека овој закон е идеален, тоа не значи дека нема да има промени на овој закон, може би ќе има, може би не, меѓутоа и да нема, ако се спроведува ваков ригиден закон,
тогаш тоа ќе мора да го спроведат инспекцијските служби на терен, односно со комплетна контрола, така да ќе треба и една посебна едукација на инспекторите во однос на законот, посебна едукација да знаат во кој дел да можат да прават контрола и да казнуваат. Последно прашање на оваа тема. Бидејќи пак се извинува, може да се изигрува во некои делови. Така, но и стариот закон имаше генерален проблем од непочитување, значи и кога беше го донесе владата, мислам 2012, 2010, 2011 владата на ВМРО ДПМН беше ригиден, но проблемот беше се испостави дека не се применува на целата територија на Македонија, и во Скопје, во центар и во централниот градско подрачје, во приградските не. Се согласувам. Едноставно справедливо е, бидејќи не е чесно да дуќанџиите, односно угостителите во Скопје или во центрите на Охрид или Битола или во центарот на Прилеп да се спроведуваат, но во околината, на пример, на 3 километра од центарот на Прилеп, во Делчево или во Берово или во Тетово да не се спроведува воопшто. Не е чесно или во делови во Скопје да не се спроведува. Законот ќе биде успешен кога ќе се спроведува на територијата на цела Македонија и бар она што знам од инспекторатите кои се под наша надлежност, а тоа е ДПИ и ДИТ, Државниот трудов инспекторат, делуваат подеднакво на територијата на цела Македонија. Нема гледање кроз прсти во еден дел, нема, да речам, полабава политика на контрола во еден дел на државата, по-ригорозна политика во друг дел. Едноставно законот треба да владае на територијата на цела Македонија и само така ќе бидеме успешни како држава, вклучувајќи и овој закон за пушење. Меѓутоа исто така да кажам дека во однос на пушењето, доколку се дозволи одредени простори да може да се пуши или да има посебни некои лиценци за пушење, не знам сега како ќе се одвија понатаму дискусијата и што ќе се прифати, што не. Сепак, оние кои имат угостителски објекти треба да вложуваат повеќе обрнуваат внимание на инвентар, отколку на инсталација на безбедносни системи, а те видовте во Кочани, што се случи со трагедијата во Кочани и така натаму, отколку на оние основни елементи што треба да има. Вентилацијата е еден од основните елементи на еден угостителски објект. И еве, например, заприметете, појдете во угостителски објект во странство, во затворен простор, многу подобра вентилација има и нема да осетите дека некој во тој затворен простор, например, пуши цигари, така отколку кај нас. Значи, послабо се инвестира во објектите, во такви системи. Доаѓаме до едно, ќе се вратиме на маркетите и на законот за нефер трговски практики, тоа исто така многу важно, бидејќи треба да има промени гледаме. Да се извинувам малку и за пушење, да завршам, значи не се само гостителски објекти. Забрана има за пушење во спортски објекти. Јас сум имал прилика да видам, одиме да гледаме спорт, каде што спортот е пример за здрав живот и така натаму, а пола сала пуши цигари. Да, тоа се случува за жал. Имаше дури еднаш реакција, знам, имавме меѓународен надпревар, реагира странските спортисти зошто се пуши во салата. Тоа му беше нив несватливо. За кај нас или пак на стадион или пак на некој друг јавен простор или каде што имаме собирање на граѓани. Таму имаме разни граѓани, има пушачи, ама има и не пушачи. Ама тоа е доброволно, не сега во кафича кога кажат тука се пуши, ја ако сум не пушач, а сум не пушач, нема да влезам или ќе влезам на мој ризик. Но ако речат овде да е забрането пушењето, јас ќе си отидам таму, повторно е слободна волја. И тоа треба да се размисли. Например, ако се дозволат лиценци за пушење да се издават, тоаш не ги кошта никој поради намален промет, еве како што викат, ако не се пуши сите да извадат лиценци. И што сме постигнале со законот така? Да, ма јас свесно ќе знам каде ќе одам, а ако не сакам, свесно решавам во угостителски објект, сепак свесно решаваме дали ќе одам или не. А на јавни, на спортски настани е друг мотивот и сето тоа. Подруг е мотивот, така. Точно и поинако. Чепнавте Кочани, но сега нема да се навратиме на таа трагедија од аспект тоа што се случи и сето тоа, туку ќе се она што е во ваша надлежност, а тоа е законот за угостителство. Да. Требаше после трагедијата да се направат измени, сериозни измени. Видовме дека има недоречености на постапката за лиценцирање на угостителските објекти, дека има пропусти што генерално беа направени за да може полесно да се регулаторна гилотиња да се примени, полесно да се отвараат бизниси во тој дел и сето тоа, но се испостави дека контролата, односно начинот има сериозни пропусти што доведе генерално и до таа страшна трагедија. Се менува ли законот за угостителство? Ќе се менува ли? За жал,
се случи таа голема трагедија која требаше да не освести сите и се надевам не освести и како влада и како институции, меѓутоа и како граѓани и приватен сектор. Бидејќи од она што го видовме после трагедијата, видовме дека постоел еден закон години, деценија и повеќе наназад, кој што бил на некој начин нефункционален, не давал ефекти. Дали тука било затоа во однос на изигрување на законот, дали било во однос на контролата или во однос на казните, имало комплетно затајување. Од претходниот закон што го начекавме, знаете дека на времето вие пратите економски теми, имаше на времето мислам гилотина, регулаторна гилотина за некои закони да се, како да речам, да се упростат за да можат да влезат повеќе инвестиции или домашните инвеститори да инвестираат. За жал во таа гилотина тоа шлегол и овој закон за угостителство, каде што се намалиле како да ја олесниле процедурите за вадење на лиценци за такви ноќни клубови, дискотеки, кабаре и така натаму. И се олабавила не само целата процедура, туку и луѓето кои што работеле на проблематиката не биле меѓу себе координирани, гледале, да речам, ајде, кажано популарно, кроз прсти на одредени документи, се давало лиценци дури откако се случи, да речам, трагедијата во Кочина, при проверката на лиценците кои биле издавани години назад на исти објекти, видовме дека скоро, да не речам, 90% од објектите не ги исполнуваат условите за да добијат таква лиценца. Дури имало и фалс лиценци. Видовте од праксата, имаме сега процес кој што се одвива судски процес. Тоа не е дозволиво, бидејќи тоа е една сериозна работа. Гледаме дека не е таков пропуст само во Македонија, имавме сега во Швајцарија исти случај, трагедија. Пред тоа имало и во други држави и ние треба од овие работи да направиме една поука, да направиме еден нов закон, применлив закон за угостителство, кој го работиме и е при крај. Закон кој ќе биде еднаков на европските регулативи во однос на уредувањето на угостителството, бидејќи сега имаме и нов начин на живот, нови промени во угостителството. Не е исто сега живеењето како што било пред 15-20 години кога е правен законот и така натаму. Значи треба да прилагодуваме, да изоштруваме критериумите, контролата на самиот закон и секако зголемуваме на казните доколку законите бидат изиграни, а биле изигрувани многу пати во Кога може да го очекуваме за законот? Само да кажам, законот е при крај во владина процедура, сложен закон е, комплексен закон е, бидејќи се вклучени многу институции, вклучени се многу министерства, инспекторати и прво прибравме мислења од сите овие институции, ги сублимиравме и направивме еден квалитетен закон кој веќе е во владина процедура. Исто така побаравме помош и од Европската унија. До март ќе имаме одговор како некоја експертиза да овој закон го прилагодиме на европските регулативи во однос на регулирање на угостителството, издавање на вакви лиценци и што е многу битно, значи покрај тоа има одреден проблем во законот кој се влезени и во собраниска процедура пак во однос на европската прилагодување кон европските регулативи. Кога тоа сето ќе се заврши, за неколку месеци ќе се донесе навистина многу добар, многу квалитетен закон за угостителство, каде што пред се ќе биде заштитата на човечките животи во тие угостителски објекти, значи никогаш не треба профитот на некој да ни биде пред, како што кажав, и сопушењето пред здравието и безбедноста на луѓето. И да напоменам тоа дека во новиот закон ќе има многу промени, многу појака координираност, комисиско следење на давањето на лиценца на тие објекти. Се враќа значи комисиско, како што беше пред Апсолутно, меѓутоа тоа ќе тргнува уште од самите општини. Општините се клучен фактор Така. ако земете во одобрение за градење, употреба на, да речам, прилагодување на објектите, пренамена како што правеле на некои објекти и така натаму тргнува таде, па се додека дојде до кај нас до Министерството за економија во секторот за угостителство на готови проверени документи да може да се издаде лиценца, да не бидат доведувани во заблуда и вработените, меѓутоа и тие да се намалат да можат да прават манипулативни процеси или коруптивни, да речам, процеси во однос на издавањето на такви лиценци кои може би ги имало во минатото, тоа че покажи
случај, мислам, со судењето. Судскиот процес и уште една работа да напоменам, во однос на законот за угостителство, во многу повеќе ќе се зголеми и како да речам надлежноста на инспекторатите во контролата преку зголемувањето на казните. Значи ќе бидат многу ригорозни казните и навистина некој кој сака да има ноќен клуб, дискотека, кабаре и така натаму, ќе треба да ги исполни прво сите услови и ќе има редовни контроли, а не како што имало објекти, еднаш имале контрола пред 10 години и воопшто понатаму не ни биле контролирани во однос на исполнување на тие. Време е за првата пауза тука, но пред да завршиме морам да го комплетирам овој дел од прашањето. Имаме угостителски објекти што функционираат сега со важечките закони, дали ќе се релиценцираат сите или како што доаѓа време ќе мора да се прилагодат на новите услови, ако не се прилагодат на новите услови, фала многу пријатно и до гледање. Тие лиценци се времени лиценци, ќе му истечат веќе наредна година, можеби ќе има размак месец-два, меѓутоа после тоа ќе мора да се прилагодат на новиот закон и законска регулатива, која ќе биде, повторно да кажам, многу поригорозна, затоа што пред се ни е заштитата на луѓето и нивната безбедност со таквите објекти. До јуни може да го очекуваме овој закон? Па се надеваме и порано. И порано. И порано. Да, време е за првата пауза. Се враќаме после незе да продолжиме со разговорот со заменик министерот за економија и труд Марија Ристевски. Знаеш што ги прави празниците магични? Таа неодолива насмевка за тебе, омилениот колега. Возбудата која носиш со само еден потек, како прав другар. Радоста која не можеш да ја сокриеш. Оваа неискрена реакција која едноставно не можеш да изглумиш. И сите оние мали моменти кои те инспирираат за нови изненадувања. И овие празници споделуваме добри дела со оние што ни значат. За во новата година да бидеме уште посрекни, повесели, подобри. Срекни празници. Витаминка. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Да, продолжуваме после паузата во кој што ги видовме нашите пријатели кои финансираат, кои даваат пари за да можеме да го реализираме овој подкаст и да биде тој бесплатен за вас. Во студиово во овој подкаст гостина заменик министерот за економија и труд Марија Ристевски. Зборувавме за законот за угостителство како еден од клучните закони за да не ни се случи повторно, да не ни се повтори Кочани и да има една рамка каде што ќе можат угостителите да знаат како да работат. Мислевме дека ја завршивме темата, но во паузата ме подсети министерот и неговиот соработник околу тоа дека многу важен елемент ќе се надополнува, не е само законот да се донесе, еве пред јуни се надевате дека ќе се донесе законот за угостителство, туку дека треба да се прилагодат и правилниците во суштина. Колку и да е добар законот, ако нема добри и прилагодени правилници, ништо нема од законот, бидејќи правилниците регулираат голем дел од сферата на што се однесува законот. Ќе се менуваат ли правилници, колку правилници би требало да се променат? Точно така, не е проблемот само во слабата законска регулатива претходно. Со новиот закон ќе треба да се променат и многу подзаконски акти и правилници, кои ги има преку 15 правилници во различни институции и кои што се постари можеби повеќе од 15 години и не содействуваат
на денешните потреби време за издавање на лиценци за ноќни клубови, кабаре и дискотеки. Што значи напоредно со законот ќе се работи и на правилниците и кога комплетно ќе се донесе законот, ќе мора да бидат прилагодени на новиот закон сите правилници во сите институции за да може и полесно да оди издавањето и контролата на тие лиценци. Многу често се случуваше да се донесе закон, па после да се чека и по година и две, па да не се донесе ни нов правилник до 10 години од стапување на сила на новиот закон. Во овој случај ќе се донесат правилниците паралелно со законот. Правилниците ќе имат рок за донесување и тоа ќе биде најбрз рок што може да бидат прилагодени, не повеќе од месец дена. Месец дена, значи од кога ќе се донесе законот ќе мора да се прилагодат и правилници. За да може да функционира комплетно Лоша е искуството до сега со правилниците, не се носе, има многу дискрециони права. Јас мислев дека само со неколку правилници се уредува, меѓутоа видовме дека во повеќе институции има многу застарени правилници, над 15 години ќе треба сите да се променат. Сите подзаконски акти, не мора да е правилник, негде одлуки и така. И уште последно прашање, еве да заокружиме трето последно прашање на темава, тоа е дали стопанските комори, односно бизнис заедницата е вклучена во изготвување на законот, да даде мислење, да видат за угостителство што одговара, што не одговара, едноставно да се имплементираат некои прифатливи забелешки. Да, беа известени и накнано исто така ќе имаме консултации со нив пред да се донесе и конкретно законот со сите стопански комори во Македонија и посебно со овие здруженија имат, мислам, некои здруженија на ноќни клубови, дискотеки и така натаму, кои се најзаинтересирани пак за тој закон во вадење на лиценци, меѓутоа да кажам дека покрај лиценци за тоа се издават и лиценци за ресторани, лиценци издаваме за етно домаќинство во руралните средини, категоризација на хотели исто така, така да секторот угостителство кој што остана навистина од она што остана ќе има многу работа во наредниот период. Во наредниот период. Сега одиме на она што е многу актуелно. И дигитализацијата, да не ја забораваме, значи ќе биде комплетно дигитализиран целиот процес во издавање на лиценци. На лиценци дигитализиран добро и ќе може да се следи кој доби лиценца, кој нема. Бидејќи сега одиме рачно во една Excel табела кај што не може да се многу е тешко да се следи сега. Дигитализацијата е еден од главните приоритети на владата, така да и секој издавање на дозволи, лиценци понатаму од било која институција, вклучувајќи и нашата, ќе биде дигитализирано. Напоредно со законот ќе се работи на негова дигитализација, примената. Кај вас е законот за нефртрговски практики. 2025 кога правев ретроспектива за медиумот кај што работам хонорарно, кај што сум репортер, направив дека низ цела година, низ цела 25-та се провлекуваше односот на владата кон маркетите и маркетите што прават со цените и се дојде до еден заклучок дека многу полагате надеж во законот за нефер трговски практики дека ќе ги заузда непазарните однесувања на тие маркети. Но еве после една година мислам дека во март ќе се направи една година од применливост, од примена на законот, така нешто од март почна или од нова година минатата година, сега веќе не се сеќавам. Можеме ли да сублимираме во 2025 законот се спроведуваше, не се спроведуваше, имали многу пријави, што е со казните и да се навратиме за оноа картелско здружување каде што релативно 4 маркети релативно лесно помина. Како ќе сублимирате спроведувањето на овој закон? Како што памтам, прво прашање за нефер трговски практики од новинар беше од вас кон мене, кога станав заменик министер. Иначе, законот, малку да направиме еден историјат, ретроспектива за нашите гледачи, да му биде појасно, е започнат во март 2024 година. Тогаш е дадено период од 6 месеци за прилагодување на законот, односно тој е прв револуционерен закон во Македонија кој се носи, кој за прв пат ги уредува односите помеѓу добавувачите и купувачите, односно трговците. Тоа се намало и наголемо и се даде рок од 6 месеци, така да и се продолжи рокот до крајот на годината, значи до 31 декември 2024. Практичната примена на законот е фактички од јануари 2025 година, скоро една година и сега сме. Јануари може би малку повеќе од година. И за да ги видевме ефектите, во самиот закон пишува, за да ги утврдиме ефектите на законот,
мора да помине една година, бидејќи таму има ограничување на работ, а работот се пресметува На годишно на ниво. годишно ниво. Значи не можеш да ги видиш на месец, два, три, него крајните ефекти се гледат после завршувањето на една година. Овој закон е земен од Закон за нефер трговски практики за прехранбени земјоделски производи на 3 земји членки на Европската унија, како пример, кои се во околината. Тоа се Хрватска, Словенија и Бугарија и е направен со сите најквалитетни содржини што ги имал тој закон тука да се применува и имплементира во Македонија, и тоа е добро бидејќи ова е еден од ретките закони кој што е со консензус прифатен во собранието на Република Македонија без дилеми на ниедна политичка партија, дали било опозиција, дали било опозиција, како потреба за економијата во Македонија и за заштита на животниот стандард и тој однос. Исто така, една од примарните цели на Законот за нефер трговски практики, стално ја забораваме, а треба да ја подсетуваме, тоа е заштита на домашните производители. Значи, овој закон ги штити домашните производители од нелојална конкуренција. Законот за нефер трговски практики има вклучено 2548 земјоделски и прехранбени производи по тарифен број и има утврдено 27 вкупно нефер трговски практики. Нефер трговија во него што не треба да има во тие договори. И законот има ограничување на работот, често го мешат, гледам, работ и маржа, маржава не се ограничува, се ограничува работот на 10%, а тоа е онај договор однос помеѓу доверител и купувачот, во кој што работ 10% покрај работот легуваат и дополнителни трошоци. Сакам малку да го објаснам на нашите гледачи од економски аспект, а тие дополнителни трошоци се, например, редење на стоката на полици, дополнителен ангажман на работници за редење на стоката, складирање, маркетинг, реклама и така натаму. Флаери, мајер, сето тоа што има. И тоа не треба да го надминува работот, целокупниот работ од 10% во текот на годината. Тоа не значи дека во месецот може да имат поголем или помал работ. Нормално, кога е сезона, некош може да има поголем или помал работ, меѓутоа кога ќе се собери сето збирно, треба да биде 10% треба да максимум. биде максимум 10% да не го надминува ова. Тоа е вака основната суштина на овој закон. Законот наметна потреба да го контролира некој и одлуката падна да тоа го контролира Комисијата за заштита на конкуренција. Значи ние правиме закон, а го контролира КЗК, ајде, кратко ќе го кажеме. КЗК не е во наша надлежност. КЗК е во надлежност на собранието и одговара пред собранието на Република Македонија и контролира 3 битни суштински закони во заштита на животниот стандард на граѓаните. Тоа се Законот за заштита на потрошувачи, контрола на државната помош, тоа на помош тоа дава државата, владата или владините органи на одредени институции, граѓани и така натаму. И третиот е Закон за нефер трговски практики. Од она што го имаме после една година примена на законот, и да напоменам, за да можат тие да го контролираат законот, требаше да изголема своите капацитети. Вработија дополнително луѓе и сега имаме посебен сектор во КЗК за нефер трговски практики, каде се вработени 6 луѓе кои го контролираат спроведувањето на овој закон, и ако мислам дека треба да има и повеќе во иднина, бидејќи обемна материја за контрола. КЗК работи по дојава, по пријава, по допрен глас, по собствено видување, по анонимна пријава можат да контролираат и излегуваат на терен. Во време од година дена имаат направено многу контроли по пријави, по нивно видување и така натаму, допрен глас, и имаат оформено над 30 предмети поврзани со овој закон. Сега како оди процедурата? Некои викаат, ама треба одма да казнуваат. Не можат одма да казнуваат. Законот предвидува следниот процес за да се дојде до казна. Прво одат на инспекцијски надзор или увид на одреден субјект, почнуваат постапка доколку утврдат прекршочна постапка, во која што прекршочна постапка во рок од 8 дена странката која е предмет на постапката треба да даде одговор зошто е тоа така, ако се утврди некоја неправилност, а во рок од 3 месеци па треба да завршат постапката. Значи рокот е 3 месеци, не повеќе.
Кога ќе ја завршат постапката и утврдат дека има нефер трговија, нефер практики, тогаш изрекуваат решение, носат решение со глоба, односно казна, која што највисоката казна во законот, за жал е мала, е 20.000 евра предвидена. За некои изгледа многу, меѓутоа за големи маркети тоа е мало и ќе кажам после во завршното која е нашата идеја понатаму. И после тоа странката има право да го обжали пред управен суд. Од управен суд може да оди жалбата и до виш управен суд и на крајот да се наплати казната. Досега по решение за казна, КЗК на овие 30 предмети, од она што има постапено, има изречено некаде околу 150.000 евра казни, кои се уште дел се наплатени, дел не се наплатени. Со нивното делување открија и картелско здружување. Имаше картел на 4 мисла маркети и една комора. Една од коморите беа казнети, комората 18.500 евра, маркетите и по уште една основа имаше, по две основи е комората, а маркетите по една основа се кај од 50.000 евра беа казнети. После отворија таму картелско здружување со осигурателни компании и така натаму и добро, тоа му е работи, како открива, така треба да казнуваат да заштитат. Убаво го спомнавте зборот 50.000 евра за картелско здружување, тоа беше прв пат да се наплати таква казна, но интересно тоа е многу мала казна, 50.000 евра, а можеше да оди безмалце и со милионска казна. Се сложувам дека е мало. Беше при тоа што јас сум го поставувал ова прашање на премиерот, цела година зборувате дека дел од маркетите многу лошо се однесуваат кон граѓаните и кон потрошувачите, односно кон купувачите и дека ги следите цело време и дел од тие маркети беа во таа приказна околу картелско здружување, но одеднаш добиваат само 50.000 евра, а треба да бидат 1%, мисла, максимумот е од бруто прометот на претходната година, што е така нешто е законот по тоа што ги гонеа. Тоа у суштина можеше да биде милионски суми, на пример. Да, објаснувањето на владата е дека тоа е предупредување за да не го повторат, но на крајот од денот вие цела година вие велите дека тие работат на штета на граѓаните, па на крајот од денот не се јавивте да прашате у КЗК зошто толку е ниско, не да интервенирате, тоа е независно под собрание, убаво рековте, одговара и сето тоа, но да се заинтересирате зошто така у суштина ги погалија овие 4 картелски маркети. Видете, навистина казната која ќе видите 50.000 евра или она што е 20.000 евра, предвидено во закон за нефер трговски практики, е мала сума. Која била проценката на КЗК во носењето на казните, сепак тие треба да одговорат, иако јас сметам и го делам вашето мислење за одредени маркети кои цело време континуирано ги изигруваат овие нефер трговски практики, треба да бидат и поголеми казните. Иначе, да ви кажам како го прават изигрувањето. Изигрувањето најчесто од она што имаме информација од КЗК, приименуваат одредени трошоци во друго, или, например, прават прикриен маркетинг, или пак измислуваат други трошоци кои се на трошок на добавувачите, ги условуваат за да влезат во маркетот. Со други, на таков начин сакаат тие 10% да сега ограничен рабат, да си го добивале работ кој претходно го добивале 25-30-35%, па може би и повеќе. Се зборува до 40 до 40, па потоа добавувачите го вкалкулира во цената, мора негде да пресметат и на крајот денот го плаќаат граѓаните. И мислам дека во овој период утврдивме неколку аномалии на законот, повеќе од техничка природа, меѓутоа една од најголемите аномалии е секако малите казни. Ке гледаме да покрај овие технички пропусти да ги справиме со промени во законот оваа година, да воведеме 10-кратно поголеми казни, кои што ќе бидат нормално спрема големината на субјектот кој што се казнува и да достигнат не 20.000, а да биде и 200.000 евра. Меѓутоа, уште една новина ќе ви откриам. Размислуваме да во казнената политика воведеме казни и за добавувачите. Зошто казни за добавувачите? Затоа што да не подлегнуваат на притисоците од маркетите, него да ги пријавуваат. А вака игра маркетите, меѓутоа некој од добавувачите му ја прифаќаат играта. И кога му ја прифаќаат играта, на крајот плаќа купувачот, граѓанинот. Значи не смееме тоа да го дозволиме, кога ќе има казни за добавувачите,
тие ќе размислат доколку ги оценува некој дали би го направиле тоа кога ќе имаат можност и тие да бидат казнете, а не сега се казнуваат само купувачите. Ние го направивме овој закон да ги заштитиме добавувачите и домашните производители, а тие ако прифаќа таква игра на маркетите, трговци е нефер трговија, на штета на граѓаните, тога зошто да не и тие да бидат казнети. Едноставно, ја ги охрабрувам, еви во овој период, и со овој постоечки закон, со помали казни и не казни за добавачите, тие треба да се охрабрат и за сите овие вакви, да речам, условување, оценување од страна на трговците и маркетите, треба да ги пријавуваат, а не да ги кријат и да играат со нив. Значи, во овој момент казна имаат само маркетите, а добавувачите не се казнети, но тоа ќе го смените и ако се открие дека работот се Овој закон ги штити добавувачите. Така ги штити. Ама тие прифаќаат играта мимо законот. Така. Значи, кај е логика? Зошто е законот? Зошто го правевме? Во тој закон најмногу учествуваат тие производители, добавувачи, дистрибутери и плачеа пред прајањето на законот дека биле оценувани А сега ќутат. со големи работи, а сега му ја прифаќаат играта. И сега ако ја прифатат А и на се крајот ја докаже плаќаат граѓаните. Така. Така. и ако се докаже дека и они учествуваат и не е пријавиле, а се дел од тој систем на повисок работ над 10%, односно учествуваат во сето тоа, и они ќе бидат репнати на пример со 200.000 Па сега евра. не знам колкави за нив ќе бидат казните, али сигурно ќе бидат поригорозни за да не ја прифаќаат играва на други. Да не им се исплати да соработуваат во суштина, Па да не ја оттуку прифаќаат играта. Која е целта иначе на донесувањето на законот, бидејќи како што знам, при правењето на законот учествувале сите, вклучувајќи и стопанските комори, а најактивни биле производителите добавувачи, кои на некој начин најмногу биле изигравани од маркетите. кога може да ги очекуваме во измени на законот? Па гледаме прво да направи еден комплетен сублимат од целата година КЗК, ќе имаме наредни состаноци, ќе известиме и владата од тој сублимат и што предлагаме ако владата го прифати тоа, ние ќе примениме на одреден технички измени, тие ќе одат брзо бидејќи се само измени во техничка природа на законот или во самите бројки, место 20.000, 200.000 евра казна. Нешто сега влегуваме во еден дел, вие имате комотно мнозинство, вие сте 58 пратеници има ВМРО ДПМН, вие сте по различно структурирана партија од другите, вие имате цврсто раководство, цврста пирамида на управување, значи малце сте по, ајде да речеме, стегната партија во поглед на носење на одлуки во однос на другите партии, но се случуваше во изминатава година собранието да интервенира во закони од ваши пратеници во ваши закони, например, и да ги изменува и да не бидат толку остри, да даде луфта за вака некои странични игри, играри, да речеме. Очекувате дека може и во собрание малце заради бизнис лоби, што сериозно бизнис лоби се трговци, да не се лажеме, да влијаат врз носење на законите и на одлуките? Ве уверувам дека нити во мојата партија, нити во раководството на владата не може да влие бизнис лобието. Кај нас единствено што може да влие, тоа се граѓаните и заштитата на нивниот животен стандард и подобра квалитет на живење. Се ќе направиме да не дозволиме со вакви неекономски, непрактични трговски политики да се одрази на грбот на граѓаните, а секогаш при носењето на одредени закони, можеби не се секогаш криви само пратениците, некогаш се прават пропусти одбрзани во самите министерства, не зборувам само за моето министерство, меѓутоа ние сме во координација и секогаш гледаме да направиме добар и квалитетен закон, кој што закон ќе биде во интерес пред се на граѓаните, а не на поединци. Да, пред да одиме на втората пауза, морам овде да го довршам овој дел, сега се сетив. Дали може би сте си го поставиле прашањето да не имало странично влијание во КЗК за благите казни? Например, да рече тај сега да бидеме поблаги, да ги предупредиме, а у суштина тоа лобито, трговското лоби да си ја завршило работата преку влијание. Бидејќи јас сум новинарот што ја откри приказната со картелското здружување, ја го најдов документот и сето тоа, така што ја очекував сериозна казна за да се прати силна порака дека закон мора да се почитува. Кога ја видов дека е 50.000 евра, ја лично како човек бев разочаран од што државата не постапи построго. Дали можеби имаше влијание од тоа лоби да ја убеди КЗК или да убеди дел од луѓето што носат одлуки да не се казни малце поригорозно?
Па не би рекол, луѓето вработени во КЗПК, вклучувајќи и раководителот таму, се доста професионалци. Да, ја имам високо мислење за нејзе, но сепак тоа е тело кој што Сигурно тоа... ќе биде гостенка на некој од наредните емисии точно за Имам- овој закон и спроведување. Носат квалитетни одлуки, она што било КЗК постоело како проформа. Претходниот период ја Не, не, различија. супер си работат. Мислам, направија оке, многу одлични. контроли. Тука И немам сега, забелешки, туку ајде- зборувам за влијание, ајде- за Ајде, лобирање. казните може да бидат и највисоки некојаш, меѓутоа некојаш може и опомената да биде поголема од казна. Меѓутоа јас сметам дека ако овие биле сега помали казни, наредните ќе бидат 10-кратно поголеми. Едноставно, ова е опомена да се освестат, да земат, да работат онака како што треба да работат, а не да работат на плеките, односно на грбот на граѓаните, односно цехот од нивното вакво незаконско делување да го плаќаат граѓаните. И тоа нема да го дозволиме, а токму од КЗК пак е предлогот за зголемување на казните за законот за нефер трговски практики, меѓутоа да има казни за добавувачите, да не прифаќаат игра на овие другиве играчи кои што ги прават там договорите да не бидат по фер трговски практики, Така. него да бидат нефер. Сега, значи, одиме на втората пауза, ќе се навратиме малце за цените во маркетите, што е поврзано со ова, колку беа свесни за предупредувањето од владата самите маркети, како ги почувствувавме ние како граѓани цените во маркетите. Ќе се вратиме со таа анализа, но имаме и исто така и други многу важни прашања што сакам со господинот Ристевски да одговорам. Затоа останете со нас, следете не, се вратиме по кусата пауза. Знаеш што ги прави празниците магични? Таа неодолива насмевка за тебе, омилениот колега. Возбудата која носиш со само еден потек, како прав другар. Радоста која не можеш да ја сокриеш. Оваа неискрена реакција која едноставно не можеш да изглумиш. И сите оние мали моменти кои те инспирираат за нови изненадувања. И овие празници споделуваме добри дела со оние што ни значат. За во новата година да бидеме уште посрекни, повесели, подобри. Срекни празници. Витаминка. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Да, продолжуваме со подкастот. Гостин е заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Зборувавме за законот за нефер трговски практики, зборувавме тоа што се случува, но рековте дека треба добавувачите да пријавуваат, маркетите да ја слушнат пораката со ниската казна од 50.000 евра да не го повторуваат тоа, но генерално гледаме дека се повторуваше и после казните и пред казните и забелешки самата влада, секоја изјава што ја за цените во маркетите и самиот премиер укажува дека дел од маркетите не се однесуваат. Затоа ќе има изголемување на казни. Така, сега, како сублимирате, како се однесува маркетите кон граѓаните во 2025 година и дали продолжи таквото однесување на дел од маркетите, не на сите се извинувам, на дел од маркетите, и дали тоа продолжи во 26 или се смирија, ги враќаат цените малце на некое нормално, заработката им се движи во некоја нормална рамка и така. Па, вака, цените, вие ги работите подолг период и формулирањето на цените, бар во маркетите, е на комплексна материја, сложена материја и треба да се гледа од повеќе аспекти. Меѓутоа, оно што можеме да го видиме е тоа дека горе-долу имаме стабилизација на цените во маркетите, бар во овој период, дури благо намалување во однос на храна и без алкохолни пијалоци. Сега, нормално, некои производи, како што беа јајцата претходно, може би, или масло, или некој одреден производ, поради берзански цени или
други да речам потреби, можеби ќе ја зголеми цената, меѓутоа ете видовме дека после се намалува цената. Ние направивме некои мерки на ограничување на маржите, значи не работа на маржите, Така на маржите, така. што го добиваат маркетите со продажба на тие производи. Имавме еднаш ограничување, фиксно беше првиот пат, еднаш имавме скалесто ограничување, еднаш му дадовме општествена одговорност на самите компании. Не дека овие ефекти не дадоа ефекти, дадоа ефекти, видовте и во односот на инфлацијата, тогаш се покажа Ама ефект. после јојо имаше ефект долу па горе. Цените се намалија, ама тие ефекти се краткорочни ефекти. И со такви ефекти не можеме да градиме долгорочна стратегија. Од друга страна, видете, кога ќе разбереа дека ќе има мерки, одредени маркети, ги подигаат цените, пак изигруваат, па манипулантски однос, за да кога ќе дојде мерката да нивелираат на истата цена која била, па после, односно да намалат на истата цена од што била претходно, фактички да немаат загуба. Кога тоа го видовме, после па имаше и друга финта употреби. Ако да речам со ограничувањето на маржата на одредени производи, категории, стотина категории производи, се намалува 1000 производи во маркет. Така, ги немате сите 1000. Негде 1000, негде 800, негде. Зависи од асортиманот на производи што ги има. Тие ќе намалат цената на тие производи, ама рачунајте, големиот маркет има 20, 30, 40 илјади асортиман на производи, тогаш тие 1000 ги намалуваат, а овие останатите 20-30 илјади постепено изголемува за да го надокнадат ова што го загубиле со ограничување на маржи. Исто така гледаме дека цените во периодот додека е мерката се намалуваат, а после мерката или се нивелираат или растат. И тоа подгрева повторно инфлацијата, се префрла фактички на наредниот период. И со тоа е само краткорочна мерката, граѓаните краткорочно добиваат, на долг рок правиме турбуленција со цените. Оставивме пазарната економија да ги регулира, меѓутоа со друга тактика, со засилени контроли на државниот пазарен инспекторат и да ги пофаламе. Државниот пазарен инспекторат имат рекордни контроли во текот на една година од нивното постојање. Има негде над 20.000, има пред неколку месеци сигурно стигна бројката до 25.000 контроли. Од тие контроли имат изречено некаде околу 150 милиони денари казни или во превод 2,5 милиони евра. И мислам дека тие контроли не само што се засилени дневни, имаме неделни, месечни извештај, тој извештај стигнува и кај нас, и во влада стигнува, како известува и ние ги гледаме движењето на цените. Цените во маркетите се стабилизирани. Исто така гледам дека некои медиуми подгреват, да речам, кај граѓаните некоја фама дека во Македонија имаме цени најскапи. Не е точно. Македонија, бар за разлика од околните држави, има најевтини цени, посебно во однос на храната и пијалоците, може би исклучок некој производ, да, може би некој ќе најдете, пајте, меѓутоа, грото производи кои што се основна потреба за преживење, за живење на граѓаните, се со пониски цени. Тоа го имаме ние како го имаме како информација. Не сме задоволни се уште цените, нивото може би е повисоко, очекуваме наредниот период, еве вчера извештај од ФАО дека цените на храната се намалуваат, очекуваме тоа да се прелее и кај нас. Зошто го викам кај нас подоцна се прелева? Ќе ви го кажам проблемот. Главниот проблем е тоа што на времето бевме извозна држава на храна и пијалоци, а сега сме увозна држава, затоа е проблемот. И ние треба во иднина да градиме краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки. Краткорочните мерки се редовна контрола и казни на тие кои што ја прекрашуваат пазарната логика, дури некош преземајни на ригорозни мерки, ако видиме дека нема пазарна логика во дигањето на цени, дека тоа оди на грбот на граѓаните, а додека пак долгорочните мерки се законот за нефер трговски практики, кои што го спомнавме, и интервенирањето во законот за заштита на потрошувачи во делот на транспарентност на цени, каде што имат законска обврска сега да ја објавуваат на веб страните, меѓутоа тоа е голема шареколикост, разни веб страни. Така е, тешко се следи, многу тешко се следи. Ние сме во преговори со Министерството за дигитална трансформација да се направи еден унифициран систем кој што ќе ги абсорбира цените
на производите на трговијата на мало и на големо, ќе бидат јавно изразени и автоматски систем по пат на вештачка интелигенција да секој човек покрај што ќе има увид на цените да си направи своја кошничка. Кошничка. Во спрема местото на живење и регионот каде што Кај се во живее. близин така. И сега видете, ние и тоа го размислуваме во правењето на таа апликација. Го размислуваме да возрастните луѓе имаат проблем со користење на електронски уреди и така натаму, тие да можат тоа гласовно да го направат. И да си го леснат начинот на пазарање во околината каде што живеат и сакат да купат одредени производи. Убаво рековте потрошувачка кошничка, ме носите на втората тема, на една тема што сакам да ви ја поставам оддамна на министерството, не само на вас и на министерот и на сите од министерството и на владата сакам да им ја поставам. Најавивте потрошувачка кошничка. Министерство за кошнички. Па едно време беше многу актуелно. Да. Министерството Се смеам. за економија, да. За потрошувачката кошничка сакавте да направите да направите пандан на синдикалната минимална кошничка на СМК, но ја нема. Зошто не ја направивте? Дали не ја направивте методолошки, имате потешкоти или ја направивте па видовте дека не се разликува многу од онаја синдикалната? Според некои мои информации, кога се правиле симулации, разликата било 500-600 денари помеѓу синдикалната и вашата кошничка за 4-члено семејство, така што у суштина и затоа не е промовирана кошничката, односно кошничките кои што треба да бидат нели за пензионери, за 3-члено, за самечко семејство, за 4-члено семејство и така натаму повеќе се. Пред да ви одговорам на ова прашање, само ќе ви кажам една од долгорочните мерки за стабилизирање и намалување на цените, што е во интерес на граѓаните. Ние како влада работиме на стратегијата за подобрување на земјоделското производство и воопшто производството на храна, да не бидеме многу зависни од другите држави и да можеме со зголемување на капацитетите на производството на храна да влијаеме на дневна, на месечна и на годишна основа на цените на производите. Иначе, во однос на вашето прашање за просечната потрошувачка кошничка, нити е пандан, нити сакаме да се мериме со синдикалната потрошувачка кошничка, меѓутоа беше навистина неоправдано да 15 години, не знам, можеби и повеќе, Македонија не пресметува просечна потрошувачка кошничка. Тоа право, си го присвоиле или го добиле синдикатите Не, тие. го има, мислам дека статистика, Државниот завод за статистика се откажа од тоа. Да, значи 2009 или 10 така нешто се они се откажа, никој не им го зема, едноставно се откажа да не ја пресметуваат. Порано беше било можеби како терет, порано Така, да ја пресметуваат така, инаку- тие синдикатите почнале да си пресметуваат така. нивна синдикална кошничка, што е нивно право, тие Така. си се синдикати, може Така. да Така, тоа е во светска рамките на- пракса, сите синдикати. Апсолутно, Но немаме меѓутоа, ние официјално она што се на државена. Неоправдано е па државата да нема своја пресметка врз база на релевантни податоци од релевантни институции на просечна потрошувачка кошничка или други кошнички кои ги планираме, ќе објасниме во емисијава. Не со цел ние да водиме битка која е поскапа, која е поевтина потрошувачка кошничка со синдикатите, него целта ни е да правиме правилни стратегии токму во ова сето сега што зборувавме, во заштита на животниот стандард, цените, движењето на цените, инфлацијата од државата, економските политики и така натаму и закони кои што ги носиме. Ние сега немаме таква официјална кошничка. 15 години и повеќе. Не знам кои биле те причините за да не се да не продолжи Државниот завод за статистика да пресметува. Иначе е завршена просечната потрошувачка кошничка како методологија, како систем, како ќе се пресметува, од кај ќе се земат цените и така натаму. Таа е дадена на увид на Економско-социјален совет уште од 30 јули 2025 година. Значи колку месеци од тоаш се поминати? 6, 7 7, месеци. Да. Дадена е 6. на увид, презентирана и дадена на увид да видат и да се произнесат за нејзе и синдикатите и работодавачите. Сепак сакаме да биде еден транспарентен процес, како и за се што сме договарале во тој социјален диалог што постои во Економски-социјалниот совет. Од кои причини немаме одговор до сега, да поставиме, да изгласаме, да почнеме да пресметуваме, не знаеме.
Меѓутоа, чекаме во наредниот период, бар на наредниот економски и социјален совет да речат да, добро е, или па да кажа сугестии имаме во ова, дај ќе ги прифатиме. Ако се добри за пресметување, да земиме да ја пресметуваме, за да понатаму таа кошничка нам ни помогне како Министерство за економија и влада во реализирањето на сите овие стратегии и политики поврзани со економијата. И сега да напоменам и тоа дека просечната потрошувачка кошничка ќе се базира на потребите на едно просечно македонско 4-члено семејство. Податоците, кажав, ќе се земат од Државниот завод за статистика, меѓутоа и од теренските активности на Државниот пазарен инспекторат. Просечната потрошувачка кошничка ќе ги зема цените и разгледува од 6 маркети кои што се најголеми маркети, синџир маркети на ниво на Македонија. Тука во нив имаме и high level цени, значи имаме и hard дисконти со пониски цени, како што се Камс, Токомак, Веро, мислам Рамстор, дека се во тие големи маркети Кипер и Тинекс, и два регионални маркети, а тоа се Жито Вардар од Велес и Китго од Штип. Плюс цените од пазарите врз база на веб страната од земјоделско пазарно-информативниот систем кои идат на дневна и на месечна основа. Сето тоа сублимирано. Значи ќе има пресметка на потребите во однос на прехранбени производи, безалкохолни производи на категорија, и втората категорија е секако непрехранбени производи и услуги. И сето тоа за потребите на едно 4-члено семејство. Оно што ќе го покаже, тоа ќе биде резултат на вистина на релевантни податоци и ќе се земат податоците од цел месец. Синдикалната потрошувачка кошничка повеќе пати има менето методологијата, последен пат е менета 2022-2023 година. Така, да. Мислам, да, втора или трета, да. И има навистина многу сомнижови околу пресметувањето. Ја гледавме, разгледувавме, анализиравме синдикалната потрошувачка кошничка и добро е, тие си прават синдикална политика, преку синдикалната кошничка прават притисок на јавноста и на владата за повисоки плати, подобар стандард и така натаму, и тоа е оправдано бидејќи се синдикално движење, меѓутоа ние мора да имаме една релевантна, на пример тие земат цени од еден маркет, мислам од Рептил. Не, од неколку зимаат, колку еден што или знам, два одат, да, маркети. и тоа најниската цена, на пример, одат методологијата, мене ми е јасна, мене ми е применлива таа методологија. Океј, види, во некои работи е дискутабилна, во некои не, океј, меѓутоа не навлегуваме во тоа. Во ова просечна потрошувачка кошничка наша, зборувам за нашата, што мислам што ќе биде секако владина и од Министерството за економија и труд, работеа еминентни институции, значи беа вклучени Министерството за земјоделие, Министерството за финансии во работната група, беше вклучено Државниот пазарен инспекторат, Државниот завод за статистика, значи е навистина многу добро, сериозно направена, дури се користеа и аутсорсинг услуги на експерти, економски Имате експерти, ли симулација направено? Колку ќе би се разликувала? Еве вака како што е, не е За одобрено? ваша информација, нема да ви откројам бројка, ама е многу пониска од минималната синдикална кошничка, која што ја Колку е презентира тоа многу од синдикати. Па не можам да кажам од до, од 10.000, 20.000 денари. од 10% повеќе сигурно. Добро, од 10 И уште една работа во ова кошничка не се вклучени во просечната потрошувачка кошничка, не се вклучени цигарите што зборувавме и тутунот, не е вклучен и алкохолот како акцизни стоки, сметаме дека се луксус. И секако тоа е станарината, бидејќи по пописот од 2021 година 90% од населението не плаќа кири, односно живее во сопствен дом. Да, ма плаќаме кредити, така да. Да, меѓутоа тоа го кажува последниот попис од 2021. Меѓутоа ние уште сме, бидејќи не е изгласана, Так. ако имат редени сугестии, слободно Так. пратете ги до нас, ќе ги разгледаме. Да ја видам, па Да. ќе ви пратам, бидејќи мислам дека Меѓутоа, има кредитите за станарина сериозно оптоварување на нашиот буџет. И има најава и за други кошнички. Така? И тоа да го напоменам, кога ќе биде ова готова, изгласана и кога ќе почне да се применува, онатаму сакаме да направиме, да видиме како оди просекот на
односно трошењето на повеќе детно семејство, каде што имаме 5-6 члено семејство. Најсиромашните според Државниот завод за статистика. Па да видиме кај млади брачни парови, која е потребата, двајца кои што се уште почнале да живеат заедно, кои се нивните потреби за пензионери и така натаму, и да имаме повеќе за да си правиме ние оние, како што кажав, економски политики, стратегии, за да државата ја тераме во еден прав и предвидлив правец во однос на економијата, а не адхок изнудени решенија со паушални изјави, да речам, пресметки или нешто друго. Се доближуваме до крајот на подкастот, Да. имаме блиц прашања само, а ова се многу важни прашања, тоа веројатно ќе направиме и посебни подкасти на овие теми. Сега само да ги отвориме како да знаеме до кај сме, тоа е за законот за работни односи. Тој се подготвува, треба нов да се изготви, веќе се смета дека и анахрон дел од тој закон. Мислам дека минимум 5 години се прави новиот закон, а според некои информации 8 години, да. Јас сретнав кога истражував 5 години како се спомнува нов закон, а вие ме исправате 8 години. Кога ќе се добие 8 години се се крчка што се вика. Имав една интересна изјава, го нарекол закон за туризам. А зошто? Ако памтите, мислам дека вие бевте тогаш кога давав изјава. Зошто ти 8 години, вклучувајќи и ова претходна година, додека нормално ние сте на власт, законот го работеле во работни групи, појди ваму, појди таму и никако да се донеси. Не зборувам дека не треба да се работи во работни групи, треба, меѓутоа не се се шетале низ Македонија. Си се шетале и да и законов стоел во фиока. Минатаа година, како што спомнам, имавме турбулентна година во Министерството. Трудот како област премина кај нас, па дури се адаптираа, се сместија, вработените дури почнавме да функционираме, да работиме како едно министерство, ни требаше период на адаптација. Ја верувам дека ова година една од главните цели ќе биде законот за работни односи како устав во работните односи. Да, тоа е затоа го спомнам. Многу голем и сложен закон, меѓутоа не и тежок да се донеси. И во тој закон повторно учествуваат нашите социјални партнери. Има одредени недоразбирања. Тука се и синдикатите и работодавците. Секој бара за различни права, односно едни поригорозни, други поголеми и така. така. Да направиме еден реален закон кој што ќе овозможи две многу битни работи. Првата работа, по сите меѓународни прописи и права, ќе овозможи потполно почитување на правата на работниците и нивна заштита, и од друга страна, второто ќе даде поголема флексибилност во работењето на работодавачите. Бидејќи стариот закон за работни односи, овој што ги имаме постоечкиот, е 20 години стар. За некое друго време, за некои други потреби и така. За друга пазарна труд. Да, се имаме нови потреби, ние треба новиот закон за работни односи да го имплементираме и да го прилагодиме на новиот технолошки развој, на дигитализација, имаме, да речам, нов начин на работа, онлайн работа имаме, не е предвидена во стариот закон, за работа од дома, работа од далечина, флексибилна работа за родители кои имаат мали деца или стари родители за гледање дома, оние кои работат да бидат по-флексибилно работно време и така натаму. Значи, тоа се работи кои треба првпат да се метнат во овој закон, а ги нема, а се и такако потреба за денешниот начин на живење, посебно начинот на работа во IT секторот. Така? Ќе се донесе до крај на година? Мислам дека вака ја или ќе се изготви? Сакам, не, тој се подготвува, сега да не ги критикуваме, значи работените во секторот труд и достагнало агилно си ја сватиле работата, не било пречка повеќе ти отколку другите социјални партнери кои не можеле да се согласат, меѓутоа сметам дека ќе најдеме заеднички јазик и вака ајде да бидам оптимист дека до крајот на годината тука ќе помогне секако и почитуваниот професор господинот Лазар Јовески, кој е советник за трудово. Да, ми беше во подкаст. Да, и мислам дека сите вака, вклучувајќи ја искуството и работната атмосфера, научната фела и овие, да речам, социјални партнери, работодавачите и синдикатите, ќе донесеме еден квалитетен закон, кој што закон ќе биде по европски норми и ќе даде на нова, поквалитетна и подобра димензија во работењето во Македонија. И да напоменам, тој закон треба да биде многу прецизен и точен,
да не се дозволи идно манипулирање и изигрување на законот како што се случува со овој постоечки закон, што значи Државниот трудов инспекторат во иднина ќе има многу работа. Последно прашање. Оперативен план за вработување Блиц треба да се донесе сега некаде во март. Колку ќе тежи и што ќе биде фокусот? Лани имав историски најголем оперативен план. Годинава очекуваме да бројката биде иста 40 милиони евра. Увидов на ланската година кои мерки даваат најголем резултат, кои мерки даваат помал резултат, така да ќе имаме алоцирана средства од помалку ефективни мерки кон поефективните мерки, а оние за кои немало интерес веќе се застарени мерки, едноставно правеле копи-пейст цело време, ќе бидат исклучени од оперативниот план. Нашата цел во новиот оперативен план, кој ова година ќе почне многу порано, од март месец да биде оперативен, е најмногу насочена за вработување на младите до 29 години, меѓутоа и сите категории на невработени лица во Македонија, вклучувајќи ги и оние кои подолго барат активни баратели на работа, вклучувајќи ги и одредени социјални категории, ранливите групи, ромите и така натаму, се е офатено во тој комплексен оперативен план и да кажам дека минатиот план беше историски најголем, 40 милиони евра со ребаланс уште 2,5 милиони евра го искористија 12.000 невработени луѓе, од каде 69-70% се млади луѓе. Се потрошија сите пари 42 милиона? Па мислам дека во глобала да, 90% имаме проценти. Сега ќе биде пак 40? 40 милиони, да, со можност понатаму со ребалансот да се зголемат. Иначе најактивни мерки, знаете, е само вработување, помош за вработување на луѓе во постојани правни субјекти, тука беа јавните работи, практиканството и така, тие се многу популарни мерки кои што се надевам ова година ќе бидат уште популарни, меѓутоа ќе има и некои новитети кои ќе ги откриеме во март месец. Да, господине Ристевски, ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Благодарам и на вас. Тоа беше се гледаме наредната епизода, ќе зборуваме веројатно за глобалната економија, но од аспект на Македонија ќе направиме, имаше еден интересен статус, еден еминентен професор, универзитетски професор кој што бил гостин во овој подкаст и кој што сакате да го гледате, така што нема да ви го најавам сега со име и со презиме, што останете значи со нас, гледајте и наредната епизода кој што ќе правиме анализа на економијата и на светската, но пред се на домашната, како што ни се случува и што да очекуваме во оваа 25-та, односно кои се опасностите и како да ја направиме таа фамозна фискална консолидација. Затоа гледајте не. Секој добро, довидување.